Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје е тематична библиотечна установа која зазема централно место во функционирањето и развојот на библиотечниот систем во државата. Освен нејзината основна законска обврска во развој на библиотечната дејност, културата, науката и образованието, таа исто така истражува, набавува, собира, стручно обработува, заштитува, презентира, дава на користење и дигитализира библиотечни фондови. Од тука, организацијата и реализацијата на процесот на дигитализација на библиотечни и фонотечни материјали и добра, според меѓународни и национални стандарди и критериуми, е приоритет на Националната библиотека последниве 20 години. Донесувањето на стратегијата за дигитализација на специјалните збирки во НУП 2008-2011 представува почеток на организираниот процес на дигитализација на библиотечните фондови во државата. 2010 година го означува почетокот на реализацијата на техничките сегменти од процесот на дигитализација, како скенирање, обработка и поставување на дигиталните колекции на веб страницата dlip.mk. Во овој период, процесот на дигитализација е ограничен на библиотечните фондови на Националната библиотека, но во 2013 година, врз основа на партнерски договори со други правни и физички лица, започната е дигитализација на библиотечни материјали кои не се во собственост на библиотеката и создадени се услови за прераснување на dlip.mk во дигитална библиотека на Македонија. Следејќи ги светските трендови за либерализација на пристапот до информациите и нивна размена помеѓу државите преку примена на методите на дигитализација, во 90-тите години од минатиот век започнуваат првите иницијативи на НУП за сваќање чекор со овие процеси и давање свој скромен придонес во светскиот информативен простор. Во 1995-96 година беше создадена првата експериментална база на податоци за дигитализирани ракописи и 120 ракописи со околу 40.000 страници беа дигитализирани и зачувани во TIFF формат. Во периодот 1999 до 2002 година дигитализирани се 70 старословенски ракописи од Археографскиот центар, објавени на 3 CD-ромови со 1500 дигитализирани страници и изработена е веб страница за пребарување на дигиталните содржини. Овој проект е соработка со Електротехничкиот факултет, а финансирана е од Министерството за култура и Институтот Отворено општество. Од 2001 година во соработка со ЦНЛ, во публикацијата Европски дигитални библиотеки беше објавена дигитална копија од ракописот Фрагмент од Посен Триот, а за порталот Габриел доставени се дигитализирани материјали од 3 ракописи. Во наредниот период, библиотеката учествува во неколку европски проекти, како што се Минерва, Калимера и Телмимор, кои имаат за цел развој на програми и политики за дигитализација. А во 2007 година во партнерство со Националната библиотека на Словенија и Универзитетската библиотека во Грац, НУП го започна проектот АСО, што резултира со подготовка на стратегија за дигитализација на специјалните колекции во НУП 2008-2011. Од 2008 до 2010 година таа е дел од Европската библиотека со 20 дигитални објекти од стари мапи, старословенски, ориентални и современи ракописи и старопечатени и ретки книги. Во текот на 2013 година во соработка со Институтот Јунус Емре во проектот Реконструкција на културното наследство на Балканот беа дигитализирани околу 3600 ракописи со 900.000 страници од ориенталната збирка и беа донирани 2 дигитални камери Canon EOS 600D. Со ТЕЛ, Фондацијата Европеана и ЦНЛ во 2016 година беше реализиран проектот Колекциите на Јужна и Источна Европа во Европеана 2015-2016, при што беше презентирана дигиталната колекција Разгледници од Македонија пред 1946 година. Стратегијата за дигитализација на специјалните колекции во НУП 2008-2011 има стратешки цели, како што се долгорочно зачувување и лесен пристап до специјалните колекции, прогласени за културно наследство за заинтересираните корисници. Незините цели се креирање на дигитални објекти, определување на критериуми за избор на библиотечен материјал на кој ќе му се даде приоритет во процесот на дигитализација, определување на неопходниот персонал и опрема за непречено одвивање на процесот, долгорочно зачувување на дигиталните содржини, создавање дигитална архива и систем за заштита, дефинирање на стандарди на формати и протоколи. Стратегијата за дигитализација, дигитално архивирање и управување со дигитални објекти 2017 представува продолжение на претходната и има за цел формирање и одржување на дигиталните колекции, информациите за метаподатоците, номенклатурата, форматите и типовите на дигиталните објекти, опис на процесите на диспозиција и миграција, регулативата за авторските права, презентација на дигиталните колекции на интернет, екипирање на одделот за дигитализација, потребната опрема за спроведување на процесот, како и идни проекти и препораки. Одделот за дигитализација е опремен со скенер Zoichel OS 14000, 2 дигитални камери Canon EOS 600D,
опрема за складирање на податоци со капацитет 96 терабајти, Север HP DL 380P, мрежна опрема и графички работни станици. Почетната набавка на опремата е направена во 2009 година, во 2014-2015 набавена е нова опрема, а старата е надградена. Библиотеката располага и со опрема за дигитализација на аудиоматеријалите, која е делумно комплетирана. Дигиталната библиотека на Македонија е представена со 8 колекции. Археографија, која ги вклучува невредните материјали од фондовите на библиотеката, како што се старословенските ракописи и старопечатените и ретки монографски публикации, аудиокниги, дробен печат, збирка картографски материи, како стари и ретки карти, планови и скици, збирка за ликовна уметност, која содржи цртежи и графики од врвни македонски автори, збирка за музичка уметност, представена со стари музички ракописи, збирка ретки периодични публикации и последната колекција, италијанската дигитална библиотека. Дигиталната библиотека на Македонија, преку својот портал dlib.mk, има возможува на своите посетители пристап до разни библиографски содржини, како што се книги, ракописи, весници и списанија, картографски материјал, нотен и аудио материјал, цртежи и графики со цел заштита, презентација и дистрибуција како дел од програмата за заштита на културното наследство и промовирање на културата на пошироката јавност. Користењето на дигиталните колекции е во согласно со националната легислатива, а заштитата на авторските права е регулирана со Creative Commons лиценцата. Со потпишување договор за размена на дигитални колекции со Фондацијата Европеана, преземени се нивните одредби за заштита на авторските права. BIM е проект на институтите Данте Алигиери од Скопје и Рим, Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, Националната централна библиотека во Рим, УКИМ и Амбасадата на Република Италија во Скопје. Целта на овој проект, финансиран од Сдруженијето Данте Алигиери во Рим, е да се популаризира италијанската култура преку заштита и презентирање на ракописни и ретки книги на италијански јазик од вредните колекции на Националната библиотека. Во рамките на проектот, реализирани се 2 работилници за студенти од УКИМ и Средното училиште Нова за реставрација, конзервација и дигитализација на материјали на хартија. Како резултат на активностите на проектот, во рамките на 18-та недела на италијанскиот јазик во Скопје, беше организирана изложбата "Каде она си сладко звучи, патување низ историјата на италијанскиот јазик". Беа одржани средби меѓу библиотечни експерти од Националната централна библиотека во Рим и Националната универзитетска библиотека во Скопје со цел размена на искуства. Активностите на проектот беа заокружени со изложба на дел од фондовите на Националната библиотека во Скопје со посебен акцент на колекциите кои влегуваат во категоријата културно наследство и материјалите што беа дигитализирани во рамки на проектот. Италијанската дигитална библиотека во Северна Македонија е најновата дигитална колекција достапна преку порталот на Дигиталната библиотека на Македонија dlib.mk и заедно со другите колекции е составен дел на највредната дигитална колекција на библиотечни материјали во државата. BIM е дел од истоимениот проект реализиран од Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје и Институтот Данте Алигиери во Скопје. Италијанската дигитална библиотека во Северна Македонија содржи библиотечни материјали од италијански автори кои датираат од 16-тиот и 17-тиот век на италијански и латински јазик. Збирката се состои од 5 ракописни материјали со содржина од областа на медицината, алгебрата и литературата, како и 8 старопечатени книги кои обработуваат теми главно од областа на литературата. Збирката може да се пребарува според автор, јазик, година на објавување или создавање, тема и вид на библиотечен материјал. Процесот на дигитализација започна со селекција на материјали од фондовите на Археографскиот центар од страна на стручни лица од Институтот Данте Алигиери во Скопје. Беа избрани ракописни и старопечатени книги кои ги задоволуваат критериумите како реткост, специфичност и најважно посебната улога во развојот и популаризацијата на италијанскиот јазик и култура. Соодветно, протоколот за дигитализација беше направена проценка на физичката состојба на материјалите од Центарот за заштита и после мали заштитни интервенции беше дадено позитивно мислење за започнување на процесот на дигитализација. По превземањето на материјалот во Центарот за дигитализација беше проверено постоењето на библиографски опис за материјалите во националниот систем cobis.mk, што е услов за спроведување на процесот. Поради конзистентност на метаподатоците, НУП спроведува политика на интероперабилност помеѓу земниот електронски каталог cobib.mk и Дигиталната библиотека на Македонија. Па соодветно меѓународните стандарди и препораки за опис на дигитални објекти се креирани 2 типа на описни метаподатоци и тоа Dublin Core и EDM Europeana Data Model. По комплетирањето на дигиталниот објект направена е дополнителна валидација на фајловите, метаподатоците, номенклатурата соодветно направената шема и добиениот документ е прикачен на платформата dlib.mk во посебно оформена папка претходно пополнета со основните податоци за колекцијата.